Покрај трите инвестиции кои ќе вработат до крајот на годинава 100 луѓе во Кривогаштани и исто толку сезонски работници, лидерот на ВМРО ДПМН Груевски при посетата на Крушево потврди дека се работи на уште една инвестиција на најголемата грчка компанија Секе. Таа во Крушево ќе отвори нови 300 вработувања. Неодамна најголемата грчка компанија за откуп на тутун донесе одлука и инвестираше во откуп на градежно земјиште на кое што сака да изгради свој капацитет во кој што ќе вложи над 3 милиони евра за откуп и делумна преработка на тутун. И добрата вест тука е што ќе вработат голем број на луѓе. 50 луѓе ќе бидат вработени на неопределено време во текот на целата година и уште 250 до 300 луѓе ќе бидат вработени сезонски, но сезонски 9 месеци, што значи речиси цела година. Тоа ќе овозможи вработување за околу 300 во моментов или може нешто повеќе невработени луѓе во Крушево. Тоа за овој град е сериозна бројка и не само што ќе значат многу за градот и за општината, ќе значат многу и за цела Македонија, затоа што ќе бидат нов играч на теренот на откуп на тутун. Значи ќе зголемат конкуренцијата на оние кои што откупуваат тутун во Република Македонија. Груевски информира дека компанијата веќе работи во изнаемен објект кој го изнајмила и веќе врши откуп на тутун. Покрај Крушевската, 3 нови инвестиции ќе се реализираат во наредниот период во Кривогаштани, кои беа објавени вчера. Едната е за преработка на земјоделски производи и е вредна околу 1,5 милиони евра. Втората инвестиција е исто така за преработка, но за суви и смрзнати земјоделски производи и е инвестиција вредна околу 1 милион евра од наши селјани кои потекнува од овој крај. Третата инвестиција е онаа на компанијата Везе Шари, која вкупно е вредна околу 3 милиони евра. Сопственикот Рубинчо Благоевски, кој ќе инвестира во преработувачки центар за замрзната храна, планира производите да ги пласира на странски пазари. Нашата инвестиција која што ја планираме во индустријската зона во Славеј започнува камел темелник Турајнито, некаде имаме планирано на 8 август, така да и интензивно почнуваме со работа, односно со изградбата на самиот преработувачки објект. Значи ние во моментов во текот на самата градба ќе имаме околу 30 навработени кои што дополнително, ако имаме потреба за класирање, односно за преработка на свеж зеленчук, бидејќи не е се уште изградена нашата хала која што треба да се преработува на те замрзнатиот зеленчук, ќе имаме лица кои што ни се потребни за класирање, односно за свежа роба која што ќе оди надвор од Република Македонија, тоа значи ќе се движи за европските земји, претежно нешто и за Германија и на руски пазар. Сопственикот на Везе Шари, кој ќе инвестира во капацитет на преработка на месо и во првата фаза ќе вработи 70 луѓе, е исклучително задоволен од поддршката на македонската влада. Во овој комплекс инвестицијата ќе биде доста големо, значи околу 3 милиони евра ќе стигне сигурно за 4 години и 70 вработени места минимално. За наредните 4 години ќе бидат запослени тука во овој комплекс. Поддршката од влада никогаш не фали. Уште од 2008 година ние сме почнал да видимо привилегии од ова влада, затоа што два пати инвестиравме во Тетово преку Агенција за развој, третиот пат ова година ние преку ИПАРД фондови и исто така секогаш ни били вратите отворени